Solamente si pagan salgo del local. Easy money, baby. Habla mierda y de frente quieren saludar. Oye, sin cojones me tienen, a mí me da igual. No me la daban, ya me la dan. Yo no me conformo, yo voy por más. Ahora las baby vienen y van. Ando a Gabán como Men in Black. No me la daban, ya me la dan. Yo no me conformo, yo voy por más. Ahora las baby vienen y van. Ando a Gabán como Men in Black. Хей. Easy money, baby. Пандамониум радио шоу број 9. Прво во 2021 година. Добро вечер и добро дојдовте. Јас сум вашиот домакин Айрис Скреч. До мене е Activity aka Трајче. Здраво Трајче. Здраво Дарко. Здраво Пандамониум радио екипа. Среќна нова година. Среќна нова 2021. Се надевам дека сте сите добри и окей. Се надевам дека пројдовте добро со оглед на ситуацијата и дека немаше собери, па бевме оставени to our own devices на еден начин. Дарко, кажи нешто имаме спремно за оваа емисија. Ја, спремивме многу интересна емисија, како и мислам дека сите до сега, нас не се многу интересни, имаме многу кеф дека ги спремаме. Направивме убава ретроспектива, тие што не слушаат знаат преходните два пати, последните два понеделници од 2020, каде што обработивме американската хип-хоп мејнстрим сцена и мислам дека супер ја обработивме. Али 2020 е карактеристична по тоа што многу длабоко и ја и ти навлеговме во многу други правци, па решивме ајде да направиме уште една, да позборуваме малку за цела таа музика, бар до кога ќе стигнеме што ја слушавме, а што не е хип-хоп или што не е мејнстрим хип-хоп пред се. Така да спремивме едно издание посветено на тоа. Очекувате доста поразличен звук од сите досегашни изданија. Ќе слушаме реге, ќе слушаме афробитс, ќе слушаме R&B. Ова што слушавме на почеток беше мало латин интро и очекуваме добра емисија да имаме. Јеп. Со тоа што 2020 беше таква година, нели, кој што рековме дека навлеговме многу, почнавме да користиме многу Spotify, се случи Пандамониум радио. И тоа не натера да слушаме уште толку многу музика, да сознаваме и многу повеќе нови артисти, да истражуваме и да копаме подлабоко во самата музика што не интересира, да ги рафинираме нашите звуци и вкусови. Помислам дека и затоа и ова се рефлектира и на сите три ретроспективи, за тоа што во првите две го покривме тоа што се случуваше генерално во културата, во третата сега навлагаме малце подлабоко, па можеби и ни треба уште една каде што ќе ги покриеме и другите. Ето, знаеме дека останаа се уште албуми кои што не ги покривме, така да почнеме едно по едно. Оваа емисија ќе поделиме на два дела. Првиот дел е моја селекција, вториот дел е на Трајче. Ќе зборуваме двајцата за музиката што имаме преслушано. Ќе бидам искрен, јас немам преголем дел од неговата преслушано. Ставив 3 песни на почеток кои застапуваат таа латин музика, иако ова беше некој латин трап на некој начин. Латинската музика е последно време многу актуелна и многу популарна и многу модерна и многу добра. Што мене многу ми се свига, слушавме Bad Bunny, го слушавме Anuel AA и го слушавме Mike Towers, 3 песни за отварање кои се малце поинаков звук од тоа што ќе слушаме понатаму. Така да ќе посветиме и други изданија понатаму повеќе на цел тој феномен со латинската музика и како таа го превзима светот лека по лека. Али ова беше доволно за интро. Сакам да преведеме на едно од најдобрите EPs оваа година според мене, од Skip Marley. Ова е песната Higher Place која ќе иде следна, на која има и гостување као семпл од Bob Marley and the Wailers. Ќе слушаме Higher Place и ќе слушаме после тоа песната Make Me Feel од истото тоа EP и ќе позборуваме малце за ова. Оваа песна има долго интро, ќе го оставам да иде цело. Уживајте, опуштете се. Пандамониум радио шоу број 9, директно од Пандамониум Headquarters. Skip Marley, Rick Ross, Ari Lennox, Make Me Feel, една баш добра feel good трака. Неколку пати ја спомнато ова, кажи ми што мислиш за неа. Многу интересна комбинација на артисти, ја би рекол. Скрос неочекувано, бидејќи го знаеме Рик Рос што застапува, каков вид на артист е Skip Marley, а од другата страна Ари Ленокс која што се воспостави ко феноменално R&B артист на сцената, така што многу интересна трака, feel good трака, како што кажа. Мене ова ми беше одличен вајб. И се изненадев кога искочи.
Мене ми одговара, инаку не знам ли знаеш дека извадија 2 песни од тракава, едната е без Рик Рос, најверојатно тоа ради некој лейбл ствари, као имам на Spotify кидеш има и со Рик Рос и без Рик Рос, најверојатно за одредени места каде ја пласираат, немам појма, али многу интересно, баш ми ова некој еднаков Марли Family потек. Со секој проект кој излага од фамилијата Марли, пробуваат да направат кросовер со се што е актуелно или се што е интересно од сите други жанрови. И мене ова воопшто не ми изненади, туку баш онака бе само уште еден доказ за тоа дека фамилијата Марли знае како се работи, ги има конекциите, ги има респектот од сите артисти во светот и мислам дека Скип Марли многу добро го искористи тоа со неговото деби EP кој излезе во август. Ја не сум толку навлезен во таа сцена, па ќе го земам тоа твоето ко факт, верувам. Знам дека си credible source за такви работи кога ќе станува збор за Јамајка, така што да, тоа е многу интересно, но пак ќе кажам, имам една ствар која што ја велам дека Рик Рос кај да се стави Рик Рос песна. И ова пак го има тој момент, Да. не знам зошто. Точно. Се сложам со тебе. Само за информација сакам да кажам дека ова EP е номинирано за Греми под наградата Best Reggae албум, што ќе спомнам, го кажав еднаш кога зборевме за Греми наградите, али Греми наградите се малце biased кога станува збор за фамилијата Марли и често се имаат предност пред другите артисти, но мислам дека овој проект заслужува да земе заедно со Протеже кој ќе чуеме малце покасно. Се одлични песни, иначе кога ви се свигаше ова, изгуглајте го Скип Марли, нема премногу песни, но се што има од него е добро, можеби имате слушната песната Slow Down со Her, одлична трака, се префрламе на мојот омилен женски артист последниве неколку години, од Јамајка, и не само од Јамајка, него светски омилен женски артист, а тоа е Кофи. Еден артист кој ги сруши сите граници, се појави во многу добар момент за јамајканската сцена, за реге сцената, и за светската сцена, бидејќи донесе тотално нов вајб во реги денскал сцената која неколку години беше заглавена на глупости, нека немаше ништо интересно. Кофи како една млада девојка со еден невообичаен изглед донесе многу фрешнес на самата сцена и тоа што има многу интересно персоналити, само додава на тоа. Мислам дека имаш слушното Кофи, сме зборале за неа по ние Tiny Desk концерти и слично. Ја првично ја слушнав на песната со Daniel Caesar, ремиксот на неговата песна на Cyanide, да. И ми беше има многу интересна енергија околу неа. Ја не сум толку, пак ќе кажам, навлезен во таа цела сцена и мене тоа ми беше интродукцијата, но се тоа што слушнав, па дури и трагата со Гана, многу интересни моменти, многу интересни текстови, многу интересни теми обработува. Најчесто е feel good, го ја опфаќа таа буквално енергија што има Јамајка. И би рекол дека еден од поинтересните артисти кои што доаѓаат од тој остров во 2020. Да, не извади проект оваа година, извади еден во 2019, али две неколку траки што ги извади се одлични. И одбрав траката Lockdown, која долго време беше химна дека бевме во локдаун, во карантин. Уживајте со песнава Feel Good Monday, Pandemonium Radio Show број 9. Од Јамајка се префрлевме во Англија, Лондон, NSG, песната, ја слушаме песната Why Stress. Не знам дали ги црнавте постовите што ги постиравме вчера на Pandemonium Radio на Instagram со нашите 2020 Essentials. И за мене албумот на NSG насловен Roots е број еден афро албум за 2020. Би кажал дека е најслушан само поради фактот дека излезе пред Wizkid. Албумот на Wizkid е overall, значи јавно и глобално признат како најдобар и се слагам со тоа, али ете за размена малце го ставив во прв дека мене ми беше најслушан албум. Верувам дека тоа вече нема слушното нешто повеќе од NSG. Јоп. Тоа е точно. Ќе преидеме директно на следната песна од нив. Одбрав 2 песни од нив бидејќи има стварно добар албум. Ако некој му се слуша ваква музика и му се допаѓа ова, нека го провери албумот Roots NSG. Идеме со песната Лупита. Слушаме NSG, песната Лупита. Се надам дека добивте бар малце сенс од прилика за што станува збор. Ако ви се допаѓа, проверете го албумот Roots. Мислам дека вечерва ги пуштиме најмногу песни за кои луѓето ги немаат слушнато и мислам дека тоа е добро
Да смениме малце вајбот скроз. Меѓу луѓето сме ја и ти, бидејќи голем дел од музиката ја што имам одбрана за денес, ја немаш ти слушнато и обратно. Така што NSG за мене се нова ствар и би рекол дека е feel good music, интересна продукција, баш афричка, баш летна. Ми се свиѓа звукот до сега. Иако живеат во Англија, мене ми се нешто слично на тој, мислам ми припаѓаат во главата во тој некој алте вајб. Често збориме за алте, го промовиравме и како плейлиста, Марина пишуваше текст за Санти, еден од најактуелните артисти од алте сцената. Алте е една музика која за мене е најслушана музика во 2020 на Spotify. Мислам, може би неофицијално, али најчесто се навраќав на неја, најчесто ја пуштав некои од плейлистите кои ги следам. Многу добра музика има. Реално од артистите нема некој што премногу се издвојува, но има артисти што имаат по едно, по две EPs и си имаат многу добар wave, имаат многу добри песни кои одлично се поклопуваат меѓу себе. Така да со NSG малце влеговме во тој алте свет. Ќе го најавам следниот артист, тој е Малик Бери, Far Away, кој исто така африканец, живее во Лондон и во Лагос наизменично. Полого време работи, но јас го открив оваа година. Има одлично EP која се вика Isolation Room. Иначе интересно е за алте сцената дека најактуелните и најактивните артисти сите извадија EPs или албуми од август навака. Така да есента добивме еден бран на афро и на алте музика и цело време јас слушав, морам да признавам, така да ова е Far Away од Малик Бери. Добар вајб, лесен вајб, летен вајб, иако е зима. Уживајте. One the Call, again, feel good музика на Pandemonium Radio Show, тотално different vibe од тоа што сме имали до сега. Трајче не ги знае тракиве, али му се свијаат. Апсолутно. Јас само би се навратил на Малик Бери, баш тоа го спомнав. Ја го, иако не го знам артистот вака, немам слушано и немам навлезено во неговата дискографија, познат ми е од Диаспора, од албумот на Голдинг од лани, на траката Zulu Screams, што ми е една од омилените. Многу афроцентрична, мислам, трака сама по себе и само надодава сега тоа што го слушам, надодава на тоа што го знам. Така да, ова е одличен вајб и кој што реков, ова мене ми е музика, feel good музика за упозадина, за да слушам и денот да ми врвило. Така да, ова сега за сега ми се свиѓа, као нема мис до сега. Така јас се слушав постојано, почнувајќи од летото па навака. Инаку интересно за овие артисти што сите се постари, имаат долга кариера. Мислам, не сите, повеќето ќе чуеме после и Ома Лей, кој е нов млад артист, али конкретно Малик Бери, One the Call и Тива Севич, која е една дива, која доаѓа од Нигерија, која е многу почитувана и многу сакана таму, имаат многу долги кариери, но сега доаѓа времето да направат кросовер низ целиот свет, што ми е многу мило бидејќи такви артисти кои работат локално толку долго време, са не дека Нигерија е пак огромна сцена, Нигерија има над 90 милиони жители. Само Лагос е преку 20 и кусур милиони. Да, така да не е дека тоа е мала сцена, али многу интересно дека они работат постојано, а тек после 10-15 години кариера стигаат еве до Македонија, до мене конкретно. Па да, и мислам дека и тоа пак трга од целиот тој wave кој што се случи и луѓе што се приклучуваат кон таа сцена. Така што оправдано е, музиката е феноменална, одлична е, позитивна, би рекол, и затоа и луѓе лесно се привлекуваат на неа и ја слушаат. Точно, ќе слушаме песната Короба од Тива Севич, иначе овие артисти најчесто пеат комбинирано јоруба, тоа е едниот нигериски јазик, другиот го заборев, ќе ви сам ќе проверам како се викаше, и англиски, така да текстовите се комбинација, можеби не се разбира се, али у принцип вајбот е тоа што вози. Идеме со Тива Севич, Короба, малце побрза музика. Исто е Feel Good, па после ќе чуеме песната Godly од Ома Лей. Ома Лей. Еден артист кој го открив благодарение на мојот човек Fake Casual од Белград летово и од тоа што сум целосно навлечен. Може би се сеќавате на неговата песна Damn, која вртевме неколку пати, на која гостува, на чии ремикс гостува Black. Ома Лей е еден од најпопуларните артистите со најголем потенцијал од Нигерија. Обавезно преслушате како ви се свиѓа ова, можеш да го најдете кај нас на плейлистите. Го зборевме често и претходните пати. Тоа беше тој мал краток алте
алте шмек, 4-5 песни да чисто да ви презентирам нешто тој звук како ви се допаѓа. Имам објавено и плейлисти. Марина са исто така ми прати една плейлиста пред некој ден што снима склопено незина. Пишете ни, ќе ви пратиме ако сакате да истражите повеќе. Се селиме сега како малце по-познатото и по-популарното од афробит сцената. Сигурно сте слушнале за Burna Boy, кој го извади својот трет албум во рок од 3 години оваа година. Албумот се вика Twice as Tall. Претходниот албум се викаше The African Giant, и некој јас пред година и пол отприлика се навлеков на Burna Boy целосно и ми стана омилен артист, посебно албумот African Giant во 2019 ми беше албум на годината. Ќе бидам искрен и ќе кажам дека албумот Twice as Tall, иако има добри песни, би рекол дека ми е послаб од African Giant и можеби тука некаде со претходниот албум Outside. Има добри траки, но има и некои кои воопшто не ме возат. Burna Boy е така малце поекспериментален и очекува вакво нешто од него, но најверојатно ситуацијата со карантинот направи да па и да нема некои преголеми бенгери на самиот албум. Дали го преслуша новиот албум на Burna Boy? Да, уште кој искочи. Исто кој што кажам, мене на пример интродукција ми беше African Giant. Тоа беше мојата интродукција за Burna Boy. Конкретно, ако не се лажам, и колаборацијата со Џорџа Смит, бидејќи јас слушам Џорџа Смит и две колаборации има во исто време. Во исто време, да. Gambari и Anybody и Be Honest, така нешто. Со тоа што ми фати веднаш уво, го преслушав целиот албум и имаше одличен вајб. Пак ќе кажам, таа е генералната карактеристика на сетата африканска музика, со тоа што е happy music, feel good music, онака темите кои што ги обработуваат се тие. И да, ќе се сложам со тоа дека во вториот албум, тоест во третиот албум, малце проба некои поразлични звуци, почна да мислам дека повеќе проба да има поголем мејнстрим апил со тоа што веќе стварно стануваше познати во Америка и низ Европа, и мислам дека тоа му беше некаков обид да направи албум со кој што ќе биде со поголем апил кон таа публика. Кон поп. И мислам дека ако мене ме прашаш, тоа би било погрешниот потек, бидејќи Нигерија и Африка конкретно сега го имаат целото внимание на себе. Точно. И мислам дека нема потреба да треба ти да го жртвуваш твојата артистичност и уметност за да угодиш на некој друг пазар. Не мислам дека не излезе толку премногу од својата зона, него едноставно он како артист е таков, експериментира со различни ствари и тоа е тоа што го направи да биде популарен, односно не, да добие некој негово внимание на страна од Wizkid и Davido, кои се неприкосновени број 1 и број 2 во Нигерија. И успеа во тоа Burna Boy, али интересно не сега ќе слушнам и Wizkid во соработка со Burna Boy после ова од неговиот албум Made in Lagos. Интересно е што претпоставам дека короната направи африканските артисти кои правеа многу поише бенгери, многу поише клубска музика, оваа година извадија многу поише музика која влечена кај алте, нека музика за слушање за по дома, за на радио, значи почил на некој начин. Так. И тоа ми изненади, иако сега ќе слушнеме можеби најенергичната песна од Burna Boy на албумот, која се вика Way Too Big, пак не е онака клубски бенгер, него само ап темпо песна. Да слушнеме тогаш. Хајде да слушнеме Way Too Big, Burna Boy од неговиот албум Twice as Tall, за мене трет најдобар афро албум за 2020. Уживајте. Wizkid, Burna Boy, Ginger. Иначе баш со Алекс пред некој ден зборевме, Ginger значи на тој африкански нигериски сленг, значи као да ти се пушта, као да ти се додворува на некој начин. Така целата песна е као да ме како сакаш да ти се ако сакаш да ми се допаднеш, тоа и тоа. Интересна трака, тоа се збориме баш дека многу позитивна енергија, многу feel good vibe и многу добро за промена од американската музика, е добро за промена дека не е деградирачки, дека нема толку пцуење, не е онака. И тоа е моментот мене што ми се свига. Мене ми се свига тоа, да. Некако е grown up, но од другата страна е гофи, интересно е, разиграно е, детско е на еден начин. Да. Wizkid, сме збореле повеќе пати за него, најголем артист од Нигерија, на светски рамки е познат. Дрейк имаше колаборација со него, сакане, почитуване од сите, од многу артисти. Овој албум конкретно Made in Lagos, значи мислам дека се надмини сам себе. Претходниот албум кој го извади во 2017 беше мој прв introduction to Afrobeats music, и за тоа ќе зборувам во некој следен пат. Баш се сеќавам тоа лето со DJ Nasty, кој тепавме од слушање, али тогаш во 2017 Wizkid имаше многу поклубски звук.
ми изненади позитивно овој Made in Lagos албум, бидејќи донесе ваков малце по звук што може да се слуша и дома, по-позитивен, по-интересен, инаку продуцентот P2J, екзекутив продюсер на него, и има учествувано во сите траки, има 14 траки. Ќе бидам искрен и ќе кажам дека нема ни една лоша трака, сите 14 ги стави во Сарато. Кога преслушував албумот од првата песна Reckless, ја вратив едно 7-8 пати пред да продолжам понатаму. Има многу интересни гостувања. Го слушнавме со Burna Boy, тука е Skepta, Damian Marley, песната која ќе слушнеме сега, песната Smile на која гостува Her, која поише као некој хип-хоп реге вајб. Ела Май гостува тука, Thames, која исто така е еден алте артист, Taivari Projects и Terry, значи комбинација од светски популарни артисти, би рекол глобален вајб, Damian Marley од Јамајка, Skepta од Англија, Her и Ела Май, одлични R&B артисти, така да е еден комплетен проект на Wizkid. Ако сакате да истражите нешто повеќе од афромузиката, преслушајте го, верувам дека ќе ви се допадне бидејќи е стварно одличен. Трајче? Ја само ќе се навратам, бидејќи кажа дека ова е најдобриот Wizkid албум според тебе и овде најдобро се чувствува, најприродно се чувствува. И мислам дека тоа е евидентно кога ќе го погледнеш и последниот албумот кој што го кажа ти во 2017. Бидејќи јас се сеќавам на тој албум, не во целост, но се сеќавам на неколку песни каде што имаше едни од најголемите амерички имења, го имаше Дрейк, имаш песни со Крис Браун, Ty Dolla Sign, ако не се лажам. Да. Така што мислам дека и Wizkid го има направено тоа, го има почувствувано фактот дека Нигерија е сега на мапата и дека нема потреба да го прави тоа за меинстрим апил и го прави до некаде, значи колаборацијата со Skepta е одлична, но знаеме од каде потекнува тоа, значи Skepta ги има тие Nigerian roots. Да, Skepta од Нигерија. Имаат претходни колаборации, така што ова се што има направено е доено на еден начин, на природен начин би рекол. Органички се има створено, се имаат створено овие колаборации, така што овде некако Wizkid мене ми е at home, би рекол. Јас мислам дека големо влијание има короната и целата светска ситуација, бидејќи јас го сакам Wizkid и го е малце во по-клубско издание и се надевам дека кога ќе се оправат работите, он пак ќе си продолжи да си прави клубски бенгери. Ќе бидам искрен, ја кога ги ставев сите песни во Сарато, не знам кој од нив ќе можам екшели да ги пуштам во македонски клуб. Тоа зависи од публиката. Па да, ама сакам да кажам и конкретно оваа Ginger е окей, ама го нема бас, не е баш нешто што би идело што би можело да помине толку лесно во клуб. Те сваќам, но од човек кој што не гледа низ призмата на тоа дали може да биде песната пуштена во клуб или не, мене ми беше соодветен релиз од страна на Wizkid. Бидејќи не сум некој навлечен многу на него, но го поштувам ко пионер во сето тоа, бидејќи го имаме зборено дека тој уште од 2016 ја репрезентира на голема врата Нигерија, така што не знам, ова ми беше еден одличен албум, така што се сакам да видам каде ќе иде, со оглед на тоа дека ќе се среди ситуацијава, па ќе можеме да се вратиме во клубови и настапи. И можеби ќе сакаат и артистите да земат еден поинаков, ете би рекол, пристап кон музиката. Така што ќе видиме кај ќе иде, но Made in Lagos ми беше феноменален албум. Стейтмент проект за 2020 на афро сцената, critically acclaimed, значи го ставија на сите можни чартови, магазини што прават топ 50, топ 100 листи на албуми. Еклектичен, значи не мора да слушате само афробитста, за да ви се допадне, го слушаат луѓе што слушаат секаква музика, топло го препорачуваме. Ќе слушнеме уште една песна за да добиете малце подобар филинг за самиот албум. Тоа е песната Blessed со Damian Marley, малце поише некој реге вајб, али одлична комбинација афробит се реге, како што кажав, Marley фамилијата секогаш е на право место кога станува збор за фичерс. Уживајте. Protege, Popcaan, Like Royalty. Се вративме на реге вајб, се вративме во Јамајка. Направивме едно кругче онака од Латинска Америка, Јамајка, Англија, Африка. Еве сме назад. Worldwide, Global Music. Се надам дека ви се допаѓа оваа различна селекција која ја вртиме денеска на Pandemonium радио шоу. Big up до сите што ни пишувате во четот. Big up до сите што не слушате на Mixlr. Pandemonium радио шоу број 9. Го слушаме Protege. Protege е еден од артистите кои еден од моите милени реги артисти, топ 3 all time би го ставил. Човекот кој кога се појави во 2010 година
заедно со Chronix, Kabaka Pyramid и уште неколку артисти го направија тогашниот реге ревайвал. Значи донесоа еден нов бранд на реге сцената. И еве 10 години подоцна Протоже е прифатен и critically acclaimed од целиот свет, слично како и Wizkid, го слушаат и луѓе што не слушаат само реге. Секој лето е постојано на турнеа и на мејнстрим фестивали, и на алтернативни фестивали, и на реге фестивали се разбира. Како артист има многу добри проекти, ја постојано го слушам и го следам. Протоже извади одличен албум ова лето и знам дека на трајче му се свија. In Search of Lost Time излезе во летото и баш во право време кој ни требаше таков вајб. Дали го преслуша? Да, баш сега зборевме пред да се мајкнеат. Ја имав момент каде што Ведран ми направи интродукција на овој албум, бевме седнати онака на викендица и во прав момент го пушти албумов и мислам дека сите што седевме таму сите не понесе и почнавме буквално 2 траки во албумот, почнавме сите да климаме глава. Таков е албумот, таква е енергијата на албумот. Има неколку соработки овде, мене многу ме изненади и неочекувано ми беше самата колаборација со Wiz Khalifa. Да. Тоа ми беше, не знам, онака out of place, но ко да припаѓа таму. Не знам зошто, од моја страна неочекувано, претпоставувам можеби и дека не го слушам толку Протоже, на пример, кој што ти го слушаш и можда ти тоа да го предвидиш, ја не, но тоа што слушнав и целиот албум Top to Bottom ми беше феноменален. Popkan има овде guest appearance. Сео тоа, секој аспект на албумот ми е многу добар. Продукцијата е феноменална, позитивна е, весела е и ако ме прашуваш мене, иако е Џамејка, ги има тие и African roots, бидејќи сепак Јамајка има некои влијанија и од Африка, но Да, Протоже е карактеристичен по тоа што од секогаш имал големо хип-хоп влијание, а сега со глобалната музика и се разбира дека има и афробит влијание. Мене за тоа ми се свиѓало од секогаш дека ми правил многу добар баланс помеѓу хип-хоп и реге, со тој реге ревайвал кога се појави и има хип-хоп позадина и многу често и рапува. Едноставно многу добар артист ми е и овој албум, како и сите други, ми беше постојано во ротација кога излезе, инаку албумот има 10 песни, се вика In Search of Lost Time. Ако сакате да чуете нешто повеќе, ќе слушате му една песна, песната се вика Same Soul и полека привршуваме со мојот дело тука, со мојата селекција ќе продолжиме со трајче. Ова е песната Same Soul, малце, да речам, по-класична реге песна, за разлика од претходната, али пак е доста модерна. На многу луѓе кога им кажеш реге во денешно време ми звучи нека многу старомодно и досадно, али мислам дека нови реге артисти имаат тотално друг вајб. Има некој R&B вајб, има boom bap вајб, девојката одлично пее. Дали ти се свига прв пат го слушам, мислам дека? Мене многу ме изненади со тоа што не го очекував, не знаев што слушам не знаев што слушам првенствено, но не знам, го има тој R&B soul звук, каде што има boom bap, каде што има хип-хоп, има пеење, има R&B, така да феноменално, не знам, одличен фајнд и ќе ја истражам кој артист. Не знам колку има и дали има воопшто материјал извадено соло, но ќе ја разгледам дефинитивно. Конкретно овој албум се вика Back at 60s and 7s, излезе оваа година, се состои од 2 дела, има околу 15 песни, ако не се лажам, има различни верзии од истите песни, има гостување од Earth Gang. Дефинитивно ќе слушнам. Треба да се слушне, ако ви се допаѓа ваков стил, преслушате го. Само сакам да кажам една забелешка за сам себе, кој би рекол дека и ја ќе слушам и ќе пуштам ваква музика. Коронава 2020 брат. Збудале скроз. 2020. Луда работа. Истото важи и за следната трака, последна од мојата селекција. Имам многу сакав да пуштам тука, но се договоривме со Трајче да идеме пола емисијата да истераме со своји селекции. Така да го скратив изборот максимално колку што можев. Во некои други прилики ќе планирам да направиме некои миксови со малце поразличен стил и ајде се сигите кога ќе ги вратиме во редовно издание. Ќе се пушта повеќе различни ствари, бидејќи 2020 година слушав многу различни работи, а 2021 сакам да ги презентирам тие пред луѓето, па да идеме малце напред со музиката која се слуша во Скопје, во Македонија, но и пошироко. За крај одбрав една трака од албумот на J Hus во соработка со Ела Мај, која е сличен ваков вајб како оваа, значи некој комбинација на R&B со boom bap. Песната се вика One and Only,
дури има и малце поп апил за британскиот хип-хоп, ке зборуваме повеќе во некоја следно издание, бидејќи тоа е посебна сцена која експлодираше оваа година и треба да се посвети многу повеќе внимание. Али ете Джей Хас, неговиот албум Big Conspiracy, за кој напишав и текст на Pandemonium Radio на Инстаграм, ми беше најслушан албум во првите неколку месеци од 2020 и морав да завршам мојата селекција со оваа трака. Ајде да ја чуеме, па ќе влеземе после да позборуваме малце повеќе за целата 2020 како година, да направиме еден пресек помеѓу двете селекции. Идеме со Джей Хас, LMI, One and Only. One and Only, Джей Хас, LMI. За мене е low-key едно од најдобрите траки годинава, Джей Хас, Big Conspiracy. Прочитете го текстот и ќе да знаете зашто овој албум толку ми остана во сеќавање на некој начин и во ротација толку долго. Еден од најозборуваните албуми од Dark Iris Scratch во 2020. Кој би рекол, 2020 е луда година. Тука стигнавме до крајот на мојот дел. Се надам дека ви се допадна мојата селекција. Следува селекцијата на Трајче, но пред да почнеме сакам да направиме еден пресек. Зборувавме за 2020 година и работите кои ги донесе, посебно за мејнстрим сцената која ја третиравме претходните два пати, но сега те прашам, што за тебе значеше 2020 година во поглед на музиката која претходно не си стигнал да истражиш и како и колку успеа да навлезеш подлабоко во некои други правци кои претходно не си имал време да го направиш тоа? Па кој што кажа, 2020 беше таква година каде што мислам дека имавме доволно време сами за себе да си посветиме. Ја го посветив голем дел од тоа, посветив и на музика, бидејќи ми е, не знам, driving force на еден начин, ни еден ден би рекол, бидејќи не можам без музика, мислам дека нема пројдено ден каде што не би пуштил музика. И така и кога се навлегов подлабоко и во Spotify, мислам дека еден од главните виновници за сето тоа би рекол дека е Spotify. Ме натера да осознавам многу повеќе нови артисти, тие што ги слушам, да навлезам подлабоко во нивната дискографија, да не биде неколку песни, туку да ги доистражам, да видам од каде потекнуваат и зошто токму имаат стигнато до овде, значи до тој релиз кој што го имам најдено. Така беше со Larry June и со безброј такви артисти кои што се ги упознав во 2020 и од таму тргна и не знам желбата за курирање плейлисти. Почнав да курирам плейлисти, да правам по муд, по теми најразлични, иако немаат некој име, но кога ќе навлезеш длабоко во нив, ќе ја сватиш има некоја тематика, имаат некоја естетика околу нив. Се деси и Pandemonium, да не забоја, тоа е мислам дека и главната причина, бидејќи и мене и тебе мислам дека не натера многу подлабоко, многу потехнички да ја гледаме музиката која што ја консумираме на еден начин. И сето тоа придонесе да истражам многу нова музика, многу неконвенционална музика што инаку не би ја слушнал, да истражам малце поише, да навлезам и да се навратам кон традиционалниот хип-хоп, уште толку повеќе да навлезам во R&B, музиката која што ми остави трага годинава, стварно имам навлезено во неа, имам многу музика преслушано од тој стил, од тој жанр би рекол, иако е субжанр на рапот. Имаше и многу почнав да слушам исто и инструментална музика, ќе слушнеме овде и нешто такво. Па дури навлегов во малце во поп водите. Не знам зошто, но сето тоа претпоставувам дека голем дел има и некои видеа кои што ги гледав и на YouTube, некои контент креатори за музика кои што слушаат таква музика, од ликовите ко Фантано, Шон Си, некои такви слични, така што за мене 2020 беше онака defining момент кај што го изоштрив тој диапазон, хоризонт и вкус за музика, го рафинирав би рекол. Кажи ми за крај на ово излагање, што за тебе што ти остави најголем впечаток и која е најголемата разлика која би ја скажал за сам себе и за својот вкус за музика и гледиштето кон музиката во споредба со јануари 2020? Многу сум пообјективен, би рекол, со тоа што нешто што може да не ми се свиѓало, ала не ми се свиѓа сега. Почнав да почитувам и да ценам музика на многу поинаков начин. И пак се сведува на тоа да бидам многу пообјективен, да не сум толку субјективен, со тоа што ги тргам настрана моите перцепции за што треба да е добро и што не. И од таму тргам, го гледам и артистот од кај доаѓа, зошто е направена и која е значењето позади таа песна. Така што мислам дека е тоа главната разлика.
веќе нема нешто што не би ми се свиѓало, без разлика на правец, се додека е добро, се додека мене ми има смисла и пронедам некакво значење во него, мислам дека ќе ми се свиѓа. Одлично срочено, брат. Јас само ќе кажам дека јас оваа година успеав да преслушам конечно многу работи кои сум сакал да ги преслушам и да навлезнам во многу правци кои претходно сум ги следел, но никош не сум имал време да ги преслушам како прво на Spotify, а е многу побитна работа за нас диџеите да ги најдам песните, да ги симнам и да ги подредам во сарата. Интересно е дека во 2020 направив еден скрос рестарт на целото library, го реорганизирав и 2021 ја почнав со чист компјутер. Сега почнам да ги внесувам новите креатови, нови плейлисти, нова музика. Сакам се тоа што преслушав во 2020 и 2019. Во 2021 да почнам да го презентирам, бидејќи многу правци, конкретно афробитот го слушав уште од 2017 некаде. И постојано бе во текст со Wizkid и со Burna Boy, со најактуелните артисти, али никогаш нема време да влезам подлабоко. И сум среќен дека баш конкретно оваа година се случи ова, бидејќи баш оваа година музиките кои ги следам, на страна од трапот кој стана досаден, другите музики пак добиваат некој ревайвал или добиваат некој внимание на сцената. Многу истражив англиски, односно британски хип-хоп, кој за мене е правец на годината дефинитивно, бидејќи донесе многу голема свежина, многу голема разновидност, едноставно е за мене поквалитетен од американскиот, на страна од најголемите звезди како Дрейк и компанија. Кој би земал просечен артист, англичаните ми се многу добри. Презентирав тоа што преслушав се алте музика, многу слушав регето, го се вратив овој стил, ми се врати некој R&B, реге и хип-хоп, што многу сум среќен поради тоа, иако нема баш кај да се пушта тоа, го има Пандамониум радио и можеби и други места каде што ќе пробам да најдам некои места каде што ќе можам да си го терам тоа за кејф, понатаму кога се вратиме. Исто така многу беше битно да ја разберам целата афромузика, да ја разграничам во мојата глава и во мојот звук и во моите уши, за да можам да ги направам тие нови креатови, бидејќи така ќе можам да ја пуштам музиката, бидејќи кога се натрупано многу е лесно да ја слушаш, многу е потешко да ја организираш и после да ја презентираш пред луѓето. Така да тоа беше еден челендж за мене кој сум среќен дека мислам дека успеав да го направам. И уште една работа што е многу битна за мене е тоа што и Latin music, и афро, и UK хип-хоп и се преслушав скоро се што требаше да се преслуша. Заради тоа сум многу среќен. Тоа е тоа. Останува само да се отворат клубовите, да се расчисти ситуацијава и да видиме што имаш спремено за 2021. Да, дефинитивно, и дорека не се случи тоа, продолжуваме со миксови, со курирање плейлисти. Тоа ти беше многу добар момент што јас ти кога го кажам и текна. Тоа со плейлистите за мене можеби е дешавка на 2020. Тоа што почнавме да курираме плейлисти и што е многу побитно што Spotify дојде во Македонија. Да, се слагам. Тоа е одличен потек од страна на Spotify и се надевам дека многу луѓе ќе се навлечат и ќе се приклучат кон Spotify, би рекол фамилијата, со тоа што ние сме таму, константни сме, апдейтираме наши плейлисти, како и нашите приватни, така и плейлистите на Пандамониум, повикуваме други луѓе да курираат за нас. Така да можете да дознаете многу нова музика доколку не пратите, така да сторете го тоа. Многу беше тешко за нас диџеите да пласираме нова музика во претходните години, бидејќи Spotify не беше тука, YouTube и другите платформи беа многу строги за копирајтс, луѓето не го сакаат толку Mixcloud, Soundcloud направи порано пред 4-5 години на чистка на профилите, па сега пак нешто се врати, али беше многу тешко да се најде начин како да се пласираат тие работи. Јас кога почнав да ги правам првите миксови годинава таму во март-април, ги ставав песните секаде, сакајќи да допрам до што повеќе луѓе. Spotify дојде, Deezer е тука, YouTube омекна малце, така да сега може таму да се аплодуваат миксовите. Се надевам дека ќе успееме повторно да допреме до луѓето, без разлика, не е тука мојабетот само тоа да го слушаат, него да има место каде што некој би отишол да чуе, без разлика дали е микс, плейлист или слично. Затоа Spotify фала што дојде тука и многу ни е мило што можеме да си го користиме и што може многу луѓе други да го користат. И мислам дека тоа е еднината, едноставно во светот тоа е и сегашноста, но во Македонија тоа е еднината, курирање на плейлисти и слушање на плейлисти, бидејќи јас и ти не само што курираме, туку постојано следиме плейлисти на луѓе или медиуми кои ни значат. И не застануваме кај оние познатите каде што се онака и politically influenced, така да ги курираме од наши сопствени искуства,
Така да искрени се би рекол на еден начин, стварно тоа што го курираме, го слушаме, го имаме преслушано и ја мислам дека конкретно за мене нема песна што ја имам стајано во плейлиста, а да не ја знам. Бар неколку пати да имаш слушната, дека иначе ја од едно слушање не ја рачунам дека ја знам. Се слагам. Одлично, Трајче. Најави ни е првата песна од твојата селекција Give You on the Beach. Вака сега, значи од твојот вајб се префрлуваме скроз малце на поинаков, на мојот би рекол. Giveon е еден артист кој што го упознав на Dark Lane Demo Tapes, проектот на Drake. Ова беше, ако не се лажам, еден од сингловите кај што настапува, кај што гостуваше Giveon. Моментот кога го слушнав него и неговиот вокал, Chicago Freestyle, да, се работи за таа песна. Неговиот рефрен би го нарекол, неговиот дел беше феноменален. Ја таков вокал неам слушнато многу одамна. Ме фати инстантно и се навратив одма на неговата музика. Со тоа што имаше една недела или неколку недели подоцна после колаборацијата која многу луѓе го смешаа за Самфа, ако не се лажам. Тој буквално требаше да напише на својот Twitter акаунт дека е тој не Самфа. Да. И го извади Take Time, се вика неговиот албум. Не знам што да кажам освен дека е феноменален албум. Предлагам на сите луѓе кои што се фанови на R&B звукот да го преслушаат. Pure R&B, одлични вокали, тематиката е таа која што е за R&B музиката. Така да не должам многу, кидеме со The Beach, Giveon, Take Time. Почнуваме. Until I Met You, Алина Бараз и Нас. Одлична трака, Трајо, 2 од 2 си сега за сега. Мене ова, ќе бидам искрен, ми се најда на топ 10 песни за 2020 и мислам дека е една од најслушаните. Нас овде ми е перфектен со тоа што го извади албумот King's Disease, овде само се надополни и не знам зошто, Алина Бараз е многу интересен артист, бидејќи потекнува од еден сосема друг поинаков бекграунд, каде што рапуваше на еклектик трап битови, би нарекол такви soul action vibes, и сега се префрли и се транзиционираше на еден начин во некако многу подлабоки R&B води, по традиционални R&B води, каде што има колаборации со Калиди уште од претходниот албум. Феноменален вокал, многу добар текстописец, продукцијата е секогаш на место, истражете ја. Само тоа ќе имам да го кажам, оставам на вас да истражете албумот, се вика It Was Divine, искочи годинава, тоест претходната година во 2020 и сега се префрламе на еден од најдобрите вокали би рекол за 2020, според мене најдобрите женски вокали. Станува збор за Lianne La Havas со истоимениот албум и овде ја имам одберено, а и со право ја имам одберено и траката Bittersweet, која што стана многу позната, а и тоа беше и мојата интродукција за таа песна и конкретно за албумот и за Lianne La Havas ко артист. Тоа се најде на Colors. Таму ја прв пат слушнав, имаше феноменален настап. Многу луѓе имаа многу позитивни коментари, многу позитивни реакции околу сето тоа. И тогаш само се повеќе навлегов и го истражив целиот албум. Така да не должиме, да пуштиме, попосле ќе збориме и за имам уште нешто од R&B, па после се префрлуваме и на малце поинаков звук. Каква трака е? Оджерим? Како се чита? Оджерим. Оджерим? Не сум сигурен, но баш тебе ти објаснувам, сакам да го спомнам бидејќи има реакции во чатот за песна. Сосема случајно улетов на оваа песна, ја слушнав на стори каде што не ни беше постирана. Пишав за да го дознам кој е артистот, ми го кажаа сосема случајно, неочекувано. Ја истражив. Многу добар, многу интересен албум, многу интересен звук, бидејќи е многу мелодичен, има многу инструменти во самата музика, го има тој R&B soul звук, но го има и тој малце трап момент со високите hi-hats. Па и интересно е што воопшто и не е позната. Има некои 50,000 monthly listeners на Spotify,
но е квалитетен звук, интересен артист, има неколку албуми извадено, ако не се лажам 3, еден во 2016, 2018 и сега во 2020. Овој албум се вика Before I Break Down. Има неколку добри песни што ми се свиѓа, Tangerine Dreams, Give It Up To Me, Half Crazy е една од тие. Така што преслушајте го, целиот албум, кажете ми дали ви се свиѓа, заследете ја, пишете ни во чатот, пишете ни во DMs на Pandemonium. Следно идеме, се префрлуваме на уште еден R&B артист, кој што исто го дознав годинава, се вика Cleo Soul со песната When I'm in Your Arms. Албумот се вика Rose in the Dark. Rose in the Dark, да. Со тоа што исто така интересен албум, но ова е многу tone down. Strip down продукција, само пеење, малце е бавен, па доколку се најдете во таков муд, можете да го преслушате. Shout out to Jojo, кој што вели дека овој дел од емисијата бил подоцна во ноќта, се слагам. Мислам дека и тоа беше намерено направено да изиграме така. И факт е дека слушалки се рекомендат за ваквите песни, бидејќи стварно се ниски, имаат low bass звуци и препорачувам да ги слушнете на убаво озвучение со убави слушалки. Дарко? Ми се свиѓа многу вајбот. Искрено оваа песна е преспора за мене, не наоѓам примена кога и како би ја слушал. Give It Up To Me претходната трака многу ми извозе. Bittersweet од Lianela Havas ми е една од подобрите траки од незе, бидејќи јас се потрудив да го преслушам албумот, ама не ми го задржа вниманието. Ми беше преспор, таа ми беше најокей. И првите две траки беа одлични од Giveon и Алина Барас и Нас, така да одлична селекција трајче. Ми се свија вајбот. Супер е. Кажи ми што не следува. Сега имаме уште две песни кои што ни остана. Веќе ги имаме третирано на Pandemonium, но морав да се навратам бидејќи вреди да се слушнат пак. Една од нив е Do It од Chloe и Halle. Дуо кое што направи бум годинава со својот албум Ungodly Hour. Феноменален албум, R&B албум со одлични текстови, одлична продукција. Многу чиста, многу true to self продукција би рекол од R&B страната, кој што и вибрира малце и кон ете тоа ти што го велиш R&B со трап звуци, но имаше многу одлични реакции од страна на сите музички критичари, па дури и беше Grammy nominated за најдобар R&B албум, ако не се лажам. Така да тоа е едната трака, а втората е Fue Mejor, која што е од Kali Uchis и Party Next Door од нејзиниот албум Sin Miedo. За мене е една од омилените траки на тој албум, но воедно и еден од најдобрите, ја го нареков, не нан-хип-хоп албуми за 2020. Ми остави огромен впечаток, константно ми е во ротација, така да не должам. Јас го ставив во латин албуми, таму ми припаѓа малце да ми ја смени таа но и таму мейнстрим латин селекција од 5. Имам 4 такви и еден од неа кој позитивно ни изненади во прав момент дојде кога само што почнавме со емисијата и баш некако дојде добро да ја преслушаме, да испромовираме и не легна на сите убаво. И многу ми мило поради тоа. Идеме со Chloe и Halle, кои се најдоа, оваа песна се најде исто така и на првата Pandemonium гостинска селекција на Кире. И некој третата Pandemonium гостинска селекција е во изработка и се надевам ќе објавиме за брзо. Ги слушаме Chloe и Halle со Do It и после тоа Kali Uchis и PND со Fue Mejor. Уживајте. Sometimes you feel you better off. Kali Uchis, PND, Fue Mejor. Албум и пол, се надам дека ги имате веќе преслушано. И мислам дека е веќе добро познато на луѓето што не пратат и што не слушат. Мислам дека бидејќи го обработивме во посебен пост, го слушавме, така да мислам дека е познато. А и овде и накратко ја завршуваме со мојата R&B селекција за вечерва. Сега малце ќе се префрлиме на, би рекол, на иако не е тоа по-традиционален хип-хоп, би рекол на хип-хоп страната. Ќе почнеме со Mick Jenkins, еден од моите најомилени артисти of all time, со неговиот албум The Circus, кој што го извади во 2020, ако не се лажам, на почетокот февруари или март некаде. Краток албум, easy listen,
но е добра интродукција ако си нов човек што уште го нема преслушано Мик Дженкинс. Carefree е траката која што имав избрано за денес. Ве молам, ова не е доволно дефинитивно ако сакате да го преслушате и стварно да го сватите Мик Дженкинс кој артист. Многу е комплексен, многу е искрен, потекнува од Чикаго, го има тој Kanye флер, го има тој Vic Mensa флер, го има тоа бравадо. Многу интересен, но многу е добар со зборови, значи лиричен е, продукцијата е секогаш на ниво, соработките му се феноменални и многу версатилни би рекол. Има соработки со трап артисти и на продукција ги има Bad Bad Not Good, така што преверсатилен, уникатен. Преслушајте го целиот. Мојот омилен микстейп е The Waters од Мик Дженкинс, кој што искочи во 2014. Но да се навратиме и да не забегуваме, идеме со Carefree, The Circus, Мик Дженкинс. Today I'm feeling even worse, babe. Every single person on earth earns me, lot of mercy. The skin affliction of my pigments now extended to my upper arm. I have no idea what I want. And normally if chicks approach with a come on I might nod. Не знам како ви се свиѓа ова. Се надевам дека ви се свиѓа исто како претходното тоа што го пуштавме, тоест со R&B музиката. Тоа што вртеше во позадина после Мик Дженкинс беше Requiem of Blue, која што е песна од Blue and Exile на нивниот нов албум од 2020 кој што се вика Miles, едно од омилените хип-хоп дуа според мене, барем лично мои и најдобрите. Ја пораснав со нивната музика. Моја интродукција беше во 2007 со албумот Below the Heavens, кој што е инди стейпл, еден од најлегендарните албуми од таа декада. Морате да го преслушате доколку ви се свиѓа тој звук. Blue and Exile се на врвот на задачата на овој албум. Miles е многу едно извонредно издание на нивната артистичка вредност и све тоа што значи и тие што значат двајцата за таа сцена. Долг е албумот, ви треба малце онака да се внесете во него за да го преслушате. Траките се долги и понекогаш малце и црпат енергија за да ги преслушате до крај. Но има многу интересна приказна, многу е концептуален албум, цело време ја референцира Blue и го референцира Miles, као Miles Davis и на многу различни начини низ целиот тој албум. Така да ќе оставам да го преслушате. Ако доколку го преслушате, пишете ми импресии кај мене или на Pandemonium. Многу ќе ми биде мило. Втората песна која што ја слушнавме беше од Chris Keys и Quill Chris, Sacred Safe од нивниот албум Innocent Country 2, продолжение на нивниот претходен албум. Исто така концептуален албум, многу интересна продукција, инди релиз, за мене топ 10 албуми, рап албуми кои што искочија годинава, иако е онака скроз out of place пласман би рекол. Дарко, кажи ми ти што мислиш за ова до сега што слушнав? Ја искрено немам преслушано ништо од овие хип-хоп песни кои ни ги пушти. Тоа што слушнав ми се допадна, иако не ми е нешто што би го вртел постојано. И Carefree, и Requiem of Blue, и Sacred Safe, кога би ги слушнал на радио или во некој локал некаде би ми звучело добро. Така да супер селекција, мене ми се допаѓа, но не знам дали ќе влезам да преслушам нешто повеќе од нив. Кој што реков, ако доколку сакате да ги истражите поише овие артисти, пишете ми, ќе ви ги пратам, ќе збориме за нив. Сега следно се префрлуваме на, би рекол, третиот дел од мојата селекција. Иако првата трака не го репрезентира баш тоа во целост, ја имав една листа која што ја нареков топ 10 non-хип-хоп албуми за 2020. Што спаѓаше од прилика под тие non-хип-хоп? Не би го жанровски не ги делам тие албуми, бидејќи се надвор од хип-хопот, иако можеби во некој домен имаат некои точки на допир со хип-хопот, но овде спаѓаат многу поразлични албуми, баш тоа што велев каде што навлегов длабоко во музиката во 2020. И као прв пик ми беше албумот на Том Миши и Юсеф Дайес What Kind of Music, кој што е еден од првите албуми кој што искочил на Blue Note Records, кој што е легендарниот джез лейбл од Америка. И несомнено ја одбрав и оваа песна која што пак е најдопирна точка има со хип-хопот, тоа е Night Rider, каде што се најде и Фреди Гипс со еден од моите омилени врсови за годинава. Феноменална трака,
Дарко, пушти ја те молам, а потоа ќе продолжиме со Tame Impala, The Slow Rush и песната Borderline. Идеме. Tame Impala, Borderline. Јала го викам антипоп, баш ради тоа што немам стил, што викаш ти нон-хип-хоп. Ја долго време се мача да најдам жанровски као да си ги возначам овие песни, ова за мене некој антипоп. Кажи ни ти повеќе за песна, зашто како ја стаи, па после јас ќе кажам мојата Tame Impala приказна. Уште кога ја правевме првичната, ако не се лажам, ретроспектива која што ја направивме во мај, која се навраќавме и на 2019, таму веќе го имав преслушано овој албум и уште тогаш ми фати уште кога искочи, бидејќи го следам Кевин Паркер што пре. И некако ми имаше многу интересен звук, малце поразличен од претходниот, односно од Currents, неговиот легендарен албум, односно албумот на Tame Impala. И ова е малце поинаков, иако е пак се гледа дека е инспирирано од исто место, има малце synthwave, се надодрвзува некако музички, некако например на албумот на The Weeknd, на Dua Lipa, на некој нешто на таков стил мава, но е многу порафинирано. Tame Impala го прави тоа, Кевин Паркер го прави тоа извонредно, многу добро, продукцијата е стварно на високо ниво, вокалите негови се такви кои што се, таа е продукцијата. И иако е малце поразличен, сепак е класичен Tame Impala албум. Со тоа што се префрламе на следната ствар, ова е еден од моите омилени артисти воопшто кој што се појавил последните неколку години. Станува збор за Joji и неговиот албум Нектар. Има многу песни, не знаев која да ја ставам, бидејќи стварно се ограничивме на една или две песни по артисти, бидејќи сакавме да скуизнеме се во 3 сати. Ја избрав песната Run, иако има многу повеќе песни, Like You Do, You, Running, тоест не, Give Me Love и уште безброј толку. Значи целиот албум е вајб. Ја дури купив мајца од Joji, имам дома мајца, наражав мрч. Огромен фан сум. Судете ме, гајле ми е. Не знам Дарко како се чувствува за Joji, знам дека Алекс позадина игра и се радува за овој пик. За мене Joji е еден од најдобрите артисти, најдобрите вокали воопшто што постои. Иако знам од каде потекнува Filthy Frank и се тоа. Дарко, имаш нешто да кажеш за Joji? Значи ја целата 88 Rising екипа, уште од времето на Trap the Fuck Up, знам дека Драги, Синката, Марса многу ги слуша, ја од таму влегов Joji, Яеджи, Рич Брайан, Yep. И кои се не, оние кинезите. Dumbfounded, да, еден од нив. Као Joji, окей, го симнав албумот, не стигнав баш убаво да го преслушам, вајбот едноставно не е мој, на моменти ми се свига и они Tame Impala ми се тој антипоп звук на кој се навлеков поише пред 3-4 години, не знаев каде припаѓа, имав големо влијание од моето дружење со многу австралијанци на ИОС во Грција, они слушаат таква музика, Tame Impala од таму и прво мислев дека се група, ги дознав, после покасно дознав дека е еден човек, Кевин Паркер. И албумот на Tame Impala и албумот на Joji ги поминав онака. Tame Impala ми е боле вајб, Joji на моменти ми е пре дип, пре депресивен, меланхоличен, да. Тоа не е баш мој стил, али ајде да чуеме. Знам дека многу луѓе го сакаат и го слушаат и разбирам зашто е тоа така. Добар артист, едноставно не е над мене. Ова што слушаме моментално е Sophie од нејзиниот албум Cult Survivor. Песната се вика Guest. Уште еден артист кој што го дознав годинава, сосема случајно на некоја плейлиста ми се најде и веднаш ме закачи. Многу интересен вокал, потсеќа на 80-ти, но таков бавен синт би нарекол, не е нешто што би потсеќало на The Weeknd или Dua Lipa. Што такво ап темпо. Да, ова е сосема tone down, бавно е. Целиот албум е таков меланхоличен е вокалот. Спотовите исто така референцираат 80s естетики и 90s со тоа што и видеата се со camcorders и некои такви интересни кадри.
доколку ви интересира и ви звучи убаво ваква музика, слушнете го целиот албум, мислам дека ќе ви се допадне. Со тоа се префрлуваме на следниот артист, а тоа е 070 Shake, артист кој што го дознав од Kanye. Алекс е голем фан на 070 Shake. Сакаш нешто да кажеш, Алекс, за 070 Shake и за нејзиниот албум Modus Vivendi? Зашо вака ме фаќате неспремна? Ајде. 070 Shake е од генгот на Kanye West и мене ми ја кажа случајно Матео. Многу ми се допадна затоа што некако звукот е посебен и онака ми е птен женско, ама не знам, многу томбой ми дава вајб. И мене ми е тоа, има многу еклектичен звук, многу експериментална со продукцијата, од албум у албум многу некако и се движи кон различни звуци. Ја само ја имам, знам дека сигурно имаш омилена песна од Modus Vivendi, ја ја одбрав Morrow, иако има многу добри песни на самиот албум. Имам повеќе, но истата таа ми е. Да, мене ми е хит од овој албум. Така да не должиме многу, после ќе се префрлиме на нешто сосема трето. Албумот кој што ќе го најавиме после е од Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters. Сега за сега идеме со Morrow, 070 Shake, Modus Vivendi. Идеме. No Shake, Morrow. Мене ми се свиги ова, ми е одлично. Ова е по ап темпо, малце поинтересно. И не знам, мислам дека е поприфатливо и од луѓе што не го слушаат и не го третираат овој звук. Точно се сложувам со тебе. Сега се префрламе на сосема нешто поинако. Ќе збориме за Fiona Apple. Fiona Apple е еден артист кој што конкретно албумот за кој што ќе збориме, Fetch the Bolt Cutters, е highly regarded помеѓу музичките критичари. И таму и беше, од таму и го дознав, бидејќи многу луѓе го збореа и го зборуваа овој албум. И сакав да видам што е и зошто го зборат толку многу. И кога го пуштив беше сосема нешто што не го очекував. Но, кој што реков, многу сум пообјективен кон музиката што ја слушам. Ова не е албум што би го пуштил инаку. Не е нешто што ја би го слушал на дневна база. Но, можам да ги препознам квалитетите во него. Продукцијата е многу интересна. Текстовите се многу интересни, зачи целиот албум е поврзан, има некоја приказна која што е од самиот почеток па до самиот крај, има некаков епилог, така што доколку ви интересира вакво нешто, сега што ќе слушнеме песната што ја одбрав од целиот албум е Under the Table, но ова не е доволно за да го сватите целата естетика на албумот. Преслушајте го, Fetch the Bolt Cutters, за мене е исто еден од подобрите non-хип-хоп албуми. Така да не должам многу. Дарко, предпоставам дека и ти ова го немаш преслушано, ова ќе ти биде прв пат. Прв пат идеме. Fiona Apple, Under the Table. Идеме. Тоа беше тоа. Ова беше Fiona Apple. И Дарко и Алекс имаа малце чудни реакции на што е ова и као можам да го третирам ова. Кој што реков, ова се албуми кои што не ги сметам за хип-хоп албуми. Со тоа што ова и беше последниот албум од таа листа. Иако Navy Blue се најде на таа листа, ова е хип-хоп албум, но чуден хип-хоп албум би рекол. Има неколку интересни колаборации овде, а за Fiona Apple конкретно, доколку ве заинтересира и слушајте го, албумот мислам дека бил 10 години во пишување и во продукција, така што доста многу време е посветено на тој албум. Сега ова што врати во позадина е Ode to My Love, Navy Blue, Ada Irin се вика албумот. Интересен албум, концептуален, tone down, minimal хип-хоп. Слушнете го, после ќе се префрлиме на уште неколку ствари и ќе се одјавиме за вечера. Слушаме селекција на Activity, Pandemonium Radio Show број 9. Скоро сме до крајот, трајче многу искусно и многу луцидно ги стајал овие два инструментали на крај, за да може да си навреме муавет пред да се одјавиме. Јоп. Кажи ни што свири во позадина. Во позадина врти моментално Терес Мартин.
и неговиот албум Dinner Party, кој што е во колаборација со повеќе артисти, односно Роберт Гласпер, Ninth Wonder и, ако не се лажам, Камаси Вашингтон, сите легенди во in its own rights. Роберт Гласпер го зборевме со неговиот албум, бидејќи тој е Grammy nominated, тоест Grammy nominated е The Robert Glasper Experiment. Роберт Гласпер е еден легендарен музичар. Камаси Вашингтон, иако млад, исто така се воспостави ко еден од легендите во тој правец, еден од главните виновници за звукот на To Pimp a Butterfly на Кендрик Ламар, Neo Soul, афропанк, многу интуитивен, многу down to earth лик со него и многу приврзан со неговите корени. Ninth Wonder сите го знаеме дека е еден од најлегендарните хип-хоп продуценти, така да и Терес Мартин исто така е одличен учител на играта. Sample based продуцент, одличен мултиинструменталист. Овој албум ми се свиѓаше и е еден од подобрите инструментални албуми кои што ги имам слушнато во последниве 5 години. Ова би го преслушал со задоволство, би си го пуштал да ми врти некој ден. Ова за во позадина Тој до лофи, работише. хип-хоп. Одлично звучи, многу ми се допаѓа. Малце sneak peek. Трече кажам, одлична селекција, научивме нови артисти, нови песни. Се надам дека и на луѓето им се допадна. Јап. И морам да напоменам нешто за овој албум, бидејќи во истата година, неколку недели, ако не се лажам подоцна, се појави и верзијата каде што има колаборации на овие инструментали. И еве ќе ги напоменам, ги читам моментално. Buddy, Malaya, Terius Tank, Punchy and Bilal, Herbie Hancock, Rhapsody, Corday, е исто така на албумов, Snoop Dogg, така што има доста рапери кои што рапуваат на конкретно на битовиве, но тоа е посебен албум. Ја го одбрав инструменталниот албум, бидејќи фалеше и ден денес фали инструментал албуми во хип-хопот. Ја би рекол дека се underrated, не се дава толку многу шајн на таквите албуми. И ова беше одличен репер и одличен репрезентативен албум за инструментал албум во 2020. Ова ќе преслушам со задоволство. Кажи ни со што ќе се одјавиме? Па за одјава има одбрав, и тоа намерно ги одбрав тие две траки. Една од нив се најде, тоест една од нив е на еден honorable mentions би ги рекол, ми се најде на листа за honorable mentions за албумот на годината, а тоа е албумот на Denzel Curry и Kenny Beats, кој што се вика Unlocked, со песната So Incredible, која што многу потсеќа на MF Doom, и Rest in Peace MF Doom, ќе збориме за тоа понатака, малце да ни легне се до тоа. Моментот е дека кога почина MF Doom, Kenny Beats твитна дека друго креирале Unlocked заедно со Denzel Curry, цело време слушале MF Doom и пробувале да ја канализираат таа енергија на MF Doom и на Madlib, и така и го создале овој албум. Со таа умисла дека сакаат да направат нешто приближно и да видат што ќе искочи доколку они се стават во таа позиција каде што биле Madlib и MF Doom на Mad Villain од 2004. Па така и несомнено затоа и ја поврзав со последната песна на која што има извадена MF Doom официјално, и тоа искочи пред некој ден. Песната се вика The Chocolate Conquistadors, која што е колаборација помеѓу Bad Bad Not Good и MF Doom. Таа се најде на, ако не се лажам, на новото радио кое што е од Grand Theft Auto, од GTA 5-ката, кое што го води и е курирано од Flying Lotus. Воедно MF Doom спремаше и EP со Flying Lotus, што се надевам дека ќе го слушнеме. Така да Rest in Peace MF Doom, овие последниве две траки се као онор за него. Ќе го спомнеме, еден од моите омилени артисти. Ќе го збориме во некоја понатамошна епизода или во пост секако. Така да ви благодарам многу на вниманието. Ова беше од нас двајца. Мислам дека покривме многу. Мислам дека ги покривме, направивме одличен groundwork за луѓето што треба да слушнат. Доколку се заинтересирани за некои песни или за албуми кои што ги спомнавме, ве молиме, пишете ни. Не знам што останува друго. Тоа е тоа. Мислам дека направивме одлична селекција, опфативме многу различни работи,
non-хип-хоп ствари што ни одбележаа нас 2020. И понатаму ќе спомнуваме, има многу за слушање. Сакаме да склопиме на голема плейлиста ретроспектива 2020 со се ова и плюс појачано. Тоа ќе биде огромен предизвик, ја би рекол. За луѓето да можат да to dive in into 2020 како што ние навлеговме двајцата, а ние заедно опфативме огромен број на песни и на артисти и на стилови. И од мене благодарност што останавте до крајот на 9-тото издание на Пандамониум радио шоу. Се слушаме повторно нареден понеделник со стандардна епизода. Имаме веќе тема на денот смислено, имаме интересни ствари спремно и смислено. Се собра и македонски артисти што извадија музика. Јап. Се собра и тема на ден и се имаме, така да Тоа ќе слушнеме се следниот понеделник и понеделникот после тоа. точно. Во позадина веќе иде Denzel Curry, Kenny Beats со песната So Incredible, потоа следува Bad Midnight God EMF Doom со The Chocolate Conquistadors. Уште еднаш ви благодарам многу што не слушавте и што останавте со нас до крај. Трајо, звучиш изморено. Да, малце имам проблеми со диафрагмата кога зборам подолго. Извинете, ќе го поправиме тоа. Со ова се одјавуваме. Поздрав од мене. Поздрав и од мене. Се слушаме повторно нареден понеделник. Имајте убави денови, убави празници и бидете добри и здрави. Пандамониум радио шоу 2021. Тука сме. Every MC I took out, and ones that got the best in me, so all y'all niggas look out. Hey, yo, I chef mad flavors. Bitches up the energy, it's like a lifesaver. Shave it off the top, it's sorta like a lightsaber. She's greater, he's greater. When they mention I, definition of the